Загадената вода во Гостивар продолжува да го полни дневниот билтен на Министерството за здравство. По 2 дена пат, вчера е забележан пораст на бројот на луѓе кои се пожалиле на симптоми поврзани со прогласената епидемија. Лекарска помош побарале 125 лица, или 45 повеќе од вчера. Најмногу прегледи имало на одделението за инфективни болести и педијатрија, а таму имало и една болничка хоспитализација. Со ова вкупниот број на лица кои се пожалиле на тегоби се искачи над 4000. Водата од градската мрежа е се уште неупотреблива, па граѓаните на Гостивар и денеска беа до пунктовите по флаширана вода. Вода имаме, али како е ситуација во Гостивар е загажена. Без вода како е овие денови? Како се снаоѓате? Се снаоѓаме, донесуваат во црквана и земаме таму, свети спас. Тешко ли се живее без вода? Па без вода нормално се знаете. Тешко. Како се снаоѓате? Остай бе, никакво. Не гледаш без везе. Малку има некоја чешма ваму, па и таа палнеме. Да се најдеме да мијање највише. Има ли доволно вода за пиење? Како гледате, така се снаоѓаме. Со празни флашки одиме негде извор да најдам да помнам. Сега е тешко. Јас се извинам, толку можам само информација да дадам. Ајде, пријатно. Надлежните уверуваат дека најдоцна утре низ чешмите ќе протече техничка вода. Во тек е хиперхлорирање на цевководот со што гостиварци ќе можат да ја користат за техничка употреба, но се уште не и за пиење. Ние обезбедивме веднаш вода за пиење. Благодарам на сите оние кои што се приклучија на таа активност со своји донации и на тој начин го направија по, би рекол, безбеден животот на гостиварци. Екипи од Скопје, еве тука и градоначалникот од Водовод се во Гостивар, работат на хиперхлорирање на инсталациите. Очекувам денеска, иако резултатите се веќе добри, но очекувам денеска и ајде да бидеме конзервативни, да речеме утре да излезе соопштение дека е водата технички исправна за користење. Во рекорден рок од една недела тоа се санираше, така што тоа кое што ние како влада можеме да го направиме, го правиме. Преливната комора преку која водата пристигнува во гостиварската мрежа денеска беше во функција. Во неа се влева вода од изворот Вруток, но пумпите кои внесоа загадена вода и предизвикаа епидемија повеќе ги нема. Демонтирани се потопните пумпи кои беа поставени на каналот со површинска вода веднаш до преливната комора која внесува вода во гостиварскиот водовод. Тука беа поставени пред точно 1 месец, а по кратко време откако почнаа да работат, водата стана неупотреблива за користење. За случајот со загадената вода во Гостивар осомничени се директорката на јавното претпријатие Комуналец и двајца раководители. Со наредбата за монтажа на пумпите за подобрување на водоснабдувањето, според обвинителството сториле кривично дело, тешки дела против животната средина и природата поврзани со загадување на вода за пиење. Додека трае истрагата, тројцата се во притвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија.